Ромското мало во Штип не собра доволно гласови во првиот круг за нивен представник да седне во општинскиот совет. Но човекот кој беше на чело на независната листа, Раман Демиров, е звезда во населбата и по изборите. Само за Раман Демиров! Листата на Демиров освои 536 гласа. Очекувал многу повеќе и барем едно место во советот. Но вели дека неговите поддржувачи пополниле повеќе неважечки отколку важечки ливчиња. Посебно на ромската популација се каже дека се гласа по еден број и двете личиња, не да заокружуваат по 2, 3, по 3, 4 личиња, по 4 броја. 500-тините гласови што ги доби Демиров можат да бидат клучни за тоа кој ќе биде градоначалник во Штип. Разликата меѓу кандидатот за градоначалник од редовите на ВМРО ДПМН Илчо Захариев и Благој Бочварски од СДСМ е само 36 гласа по првиот круг. Од мене нема да добие поддршка ниту еден градоначалник, затоа што јас не можам да одлучувам кој за кого ќе гласа. Ромите си го дадеа гласот за мене, а не за нив. Значи, останува мојата препорака самите роми да се одлучуваат. Ја ќе докажам точно. И другите жители на Штипското ромско мало велат не го даваат гласот на друг. Но сведочат и дека стигнале првите понуди. На кој да му гласаме? И кој да го остават, никој не ни помага. Џабе, тука. Идат само дават пари на луѓето по 300 динара да гласат, а после 4 години што ќе правиме ние? Без работа. Ништо. За никој не го дам. Глас не се дава. Одеби што е тоа таму. Тоа Тексас. Нема ништо живо. Ја погледнав тука од главната улица, погледнав што е. Погледнав што е. Еден чистач нема. Не давам поддршка, да. На мене што ми дадеа на мене? Ништо не дадеа. 2 деца имам. Школа имам, да речеме. Работа немам. На мене ми треба работа. Деца имам. Што ќе работам? Покрај Раман Демиров, партијата Левица е единствената која освои гласови во градот, а што не беа за СДСМ или за ВМРО ДПМН. Нивното конто е 600 гласа, што значи исто така доволно за да бидат решавачки во трката за градски татко. Од партијата велат дека не ни помислуваат да ги пренасочуваат гласачите. Колку е важен секој глас, покажува и објавувањето коалиција на СДСМ и ВМРО Народна партија во Штип. Изборите ние сме заедно појачени со ВМРО Народна партија. Иако партијата на Липчо Георгиевски воопшто не учествува на локалните избори. И Захариев доби ветер во грб од централата на партијата со работната посета на генералниот секретар Христијан Мицковски. До овие избори Штип важеше за еден од бастионите на ВМРО ДПМН. Партијата ја имаше локалната власт од 2009 година. Сега СДСМ повторно има мнозинство во Советот, а нивниот кандидат Благој Бочварски се бори за градоначалничката функција. Тој тврди дека нема директни преговори за гласовите на Левица или на Демиров, туку бара поддршка од секого, одејќи од врата на врата. Овој резултат е најтесен досега во нашиот град. Мртва трка, јас би рекол, целосно изедначени сме во гласовите, јас и мојот против кандидат. Во овој дел од кампањата ќе се фокусирам буквално на секој гласач, на секој граѓанин, нема да ги делам дали се тие и не знам кој за кого гласал буквално во првиот изборен круг. Ќе се посветам на сите гласачи и на сите граѓани, ќе испратам пораки преку медиумите, преку вас до сите граѓани на општина Штип, меѓутоа ќе разговарам со секој буквално затоа што секој граѓанин ни е важен. Активен е и неговиот против кандидат. Мисијата на Илчо Захариев од ВМРО ДПМН, кој е и актуелен градоначалник, е да ја задржи тесната предност. Како локална самоуправа, им се обраќаме до сите пензионери, до сите ранливи групи и за сите лица со посебни потреби, дека секој вторник ќе биде бесплатен ден за користење на услугите на бањата Кежовица за нив. Ние како општина ќе обезбедиме и бесплатен превоз до бањата и од бањата до нивните домови. Дали Захариев преговара за гласовите на Демиров или Левица? Не добивме одговор во неговиот штаб. Не откри ништо повеќе и во телефонскиот разговор. Ни рече дека ќе не побара во 2019-та, кога планира да се кандидира за претседател на Република Македонија. Во крајно неизвестната битка за градоначалник на Штип, веќе почнаа да се употребуваат и недозволени удари. Поддржувач на СДСМ го погреба Илчо Захариев, како што покажува видео објавено на социјалните мрежи. Кандидатот на ВМРО ДПМН пак е фотографиран како дели лекови од врата на врата.
За сега нема информации дека ваквото поведение е санкционирано. Штип не е единственото место каде ќе се води безпоштедна битка до последната минута, меѓу ВМРО ДПМН и СДСМ. Скопската населба Газибаба никогаш немала градоначалник од редовите на социјалдемократите откако има локални избори во независна Македонија. По неочекуваното водство по првиот круг, поддржувачите на кандидатот на СДСМ Борис Георгиевски буквално спијат во централниот штаб за да не ја пропуштат историската шанса во вториот круг. По првиот круг, Борис Георгиевски доби околу 1000 гласа повеќе од кандидатот на ВМРО ДПМН Тони Трајковски, кој е и актуелен градоначалник на општината. Но нема да биде едноставно да ја задржи предноста. Во првиот круг, 816 гласа отидоа кај кандидатот за градоначалник на Левица Зоран Трпчевски. Во зависност од тоа каде ќе одат тие гласови во вториот круг, предноста на Георгиевски може да се зголеми, но и да се стопи. Но уште поголема неизвестност внесуваат резултатите од гласањето за општинскиот совет. Таму победи ВМРО ДПМН, и тоа доволно за да има мнозинство во советот. Значајно е што советничката листа на партијата освои близу 17.000 гласа, што е околу 500 гласови повеќе од кандидатот за градоначалник. Тоа значи дека Тони Трајковски има реална основа да го подобри резултатот во вториот круг. Од друга страна, листата на СДСМ освои 15.600 гласа, што е околу 2000 гласа помалку од нивниот кандидат за градоначалник. Според резултатите по избирачки места, предноста на Георгиевски во првиот круг се должи на гласовите од два субјекти кои кандидираа листи, но не и градоначалници во Газибаба. Едниот е заедничката листа на ДУИ, БЕСА и Алијансата за албанците, кои добија 1712 гласа, и листата на ПДП, за која се определија 533 гласачи. Дали овие гласачи повторно би излегле во толкав број е неизвестно, особено поради се поголемите разлики меѓу блокот СДСМ ДУИ наспроти партнерството на Алијансата за албанците и БЕСА. Борис Георгиевски од СДСМ сепак вели дека во најмала рака очекува да го повтори резултатот од првиот круг, што би било доволно за победа. Единствените коалициски гласови кои ги очекува се оние договорени од партискиот врв, што во случаја знача субјектите околу СДСМ и ДУИ. Немавме со никого ниту на терен, ниту освен она што се договараше на централно ниво. Ви потврдив 23 политички субјекти кои што се појавија и во општина Газибаба, кои што ја поддржаа мојата кандидатура и кандидатурата на советничката листа за советот на општина Газибаба. Во моментот ние работиме на терен и очекуваме дека и делот на гласачите кои што биле за советничките листи или гласале за опонентот во вториот круг ќе ги препознаат нашите проекти од витално значење на граѓаните и ќе го дадат својот глас. Многу е мала и разликата, а истовремено многу е мал цензус за да можеме ова наше историско победување во општина Газибаба, токму во бастионот на ВМРО, да покажеме дека и тука е ранлив и дека и тука истовремено не завршил многу ветени, а не реализирани објекти и проекти. Додека Георгиевски очекува поддршка од дел од партиите на албанците во општината, не сакаше тоа да го каже и за гласовите од Левица. А што очекуваат од ВМРО ДПМН? Тони Трајковски, кој немаше интерес да одговори каде гледа дополнителен резервоар за евентуална победа, на терен е активен. Во населбата Железара, во следниот период планираме да продолжиме со реализација на инфраструктурните проекти. Во делот на доизградба на пешачките патеки во целата населба, комплетна реконструкција на улиците Гемиџиска, Зеничка и Тајмишка. Известно е дека ниту СДСМ, ниту ВМРО ДПМН не треба да се надеваат на контингенти од 816 гласови за Левица. Гласовите на симпатизерите или на оние граѓани кои што гласа за Левица и тоа како ќе бидат пресудни во вториот круг на гласање, со оглед на тоа дека останаа само двајца кандидати од двете најсилни, најголеми коалиции. Меѓутоа, ставот на партијата Левица, исто и мојот личен став, е дека би било многу навредливо да некој им сугерира на гласачите како да гласаат,
Затоа ние оставаме на нивна слободна волја, дали воопшто ќе излезат на гласање и ако излезат, за кого ќе го дадат својот глас. 360 степени ги праша и 4 партии на албанците кои освоија гласови во Газибаба. Дали во вториот круг ќе го поддржат кандидатот на СДСМ Борис Георгиевски, што де факто го направија во првиот круг. Од ДУИ, од Алијансата за албанците и од ПДП ни одговорија да. Само од БЕСА ни одговорија дека не одлучиле. Газибаба и Штип не се единствените општини во кои СДСМ и ВМРО-ДПМН ќе се борат за секој глас. Но Газибаба и Штип сепак имаат посебна важност. За ВМРО-ДПМН тие се меѓу последните градски општини кои можат да се освојат, а имаат значителен буџет и население. За СДСМ по 11 години во опозиција. Тоа е шанса за апсолутен триумф, преку победа во бастионите на политичкиот противник.